Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Венко Филипче не е министер, а се уште излегуваат скандали за сомнежи за криминал согласно неговото работење изминативе 4 години. И после скандалите на Венко, повторно скандали на Венко. Деноиве од медиумите јавноста дознава дека Венко Филипче искористил вакуум период кога јавноста се занимаваше со смената на Заев и со циркузот што го приредуваше СДСМ, токму Венко Филипче тогаш во тој вакуум период и исплатил на грчката компанија Интракат, која што го гради клиничкиот центар Штип, дури 2,5 милиони евра. Да поедноставиме, од клиничкиот центар во Штип нема ниту трага, ниту глас дека ќе се заврши. И веќе 5-та година СДСМ како влада го прави и го завршува тој клинички центар, а повеќе од 2 години, замислите, нема ниту мајстори, а не е поместена ниту една цигла, не е закована ниту една шајка. Сега, откако ЕБРД го раскинува договорот со Интракат заради незавршени обврски за кои што се заложиле во врска со изградбата и буквално никој, ама никој тука кај нас во владава не го интересира до каде изградбата на клиничкиот, Венко Филипче на неколку недели пред одење, односно заминување од функцијата министер за здравство, префрла 2,5 милиони евра за проект кој што е незавршен и нема најава дека ќе биде завршен во блиска иднина. Иако компанијата Интракат била блокирана од страна на судот тука во Македонија, можеме да прочитаме во медиумите дека граѓанскиот суд, токму оној кој што ја блокирал сметката на фирмата за неподмирени долгови на над 600 македонски компании, веднаш по локалните избори, кога била известна оставката на Заев и на Венко Филипче, ја одблокирала сметката на 90 дена на истата оваа фирма и токму во тие 90 дена Венко Филипче исплатил од парите на граѓаните 2,5 милиони евра и потоа се заминал од функцијата. Фирмата Интракат парите кои легнале од Венко наместо да подмирува обврски или да ги употреби за работа на клиничкиот центар, таа ги испумпала парите надвор од државата. Прашуваме, дали Бојан Маричиќ, како министер и дел од оваа цела операција која што се завршила во рок од 90 денови, ургирал и интервенирал во граѓанскиот суд да се одблокира сметката на фирмата на која што го гради клинички. Дали Венко Филипче свесно ги исплатил парите за кои не знае каде завршиле, или дали завршиле во изградба на клиничкиот центар Штип, или пак дали завршиле кај оние 600 компании кои што имаат побарувања према оваа фирма. Дали овие пари, ова е многу важно прашање, која што интересира јавноста, гледајќи ја целата оваа операција, дали овие пари ќе завршат како провизии кон македонски политичари од власта? Кој инаку би ризикувал да исплаќа пари на фирма која нема шанса да го заврши клиничкиот центар во догледно време? Дали на Филипче, Маричиќ и Заев воопшто не име грижа за граѓаните и обврските кон македонските над 600 компании и платиле пари 2,5 милиони евра од владата, од буџетските пари за проект кој што нема ниту намера да биде завршен, ниту пак најава дека ќе биде завршен. Очигледно е дека ова е операција која смислиле откако се свесни дека ќе си заминат од власта. Очигледно е дека 2,5 милиони евра на граѓаните ќе ги остават Штипјани без клинички центар, иако ги лажат веќе 5-та година поред, и ќе завршат во нечии джебови како провизии. Очигледно е дека воопшто не им била намерата да ја завршат изградбата на клиничкиот центар во Штип, туку на крајот на заминување од власта да испумпаат пари на граѓаните. На крај, прашуваме, кога СДСМ конечно ќе го заврши клиничкиот центар во Штип? Најпрво им велеа во 2019, па 2020, па 2021, па сега велат во 2022 година дека ќе го завршат, а Абер нема уште неколку години да биде завршен. Бидејќи сега да отидеме таму, сигурно нема ниту еден мајстор кој што работи на клиничкиот центар. Класични пропалици од влада која што во моментов ја води Република Македонија. Благодарам, сега би одговорил
едно прашање кое што пристигна од медиумите, што превзема владата за економска заштита на Македонија и дали според вас Македонија е подготвена на евентуални недостатоци на клучни намирници? Видете, наместо нешто било што да прави владата во врска со стабилноста на економијата, заштита и се останато она кое што значи стабилност за македонскиот народ и стопанството, односно да ги стабилизира и да се осигура дека нема да има недостатоци на клучни намирници, ние гледаме дека во моментов владава на Република Македонија предводена од СДСМ не прави буквално ништо. Гледаме дека се занимава со исплата на пари за незавршени проекти, тоа е она кое што го говорев денес, не знаат рационално како да работат, буквално немале ниту една седница јавно да излезат во јавност да кажат што се преземале за стабилизирање на економијата, за заштита на економијата и за оние потребни, неопходни клучни намирници кои што ни се потребни доколку има било каква криза. Сите земји во регионов, во Европа, веќе го сторија тоа, имаа состаноци со национална стратегија, буквално точно знаат колку им се, какви им се стоковите резерви, набавуваат само нашата влада на Република Македонија, владата предводена од СДСМ, ниту еднаш не излезе да посочи како стојат државните резерви, дали се стабилни, како ја проектираат кризата во иднина и што ќе се случува. Тоа е најпрвин од незаинтересираност, од негрижа кон Република Македонија, потоа од неспособност и крајно затоа што не знаат што и како треба да прават. Буквално се седнати во фотелите само за свој личен интерес. Експертите предвидуваат наназад одреден период за инфлацијата, за зголемувањето на енергенсите, за зголемувањето на нафтените деривати, после сето она што се случува изминатиот период во Европа, но за жал само нашата влада буквално ништо не превзема. Дали државата се обезбедила со било какви количински продукти, може да се увиди дека не е баш обезбедена, тоа го говорат врвни експерти и дека ниту стоковите резерви, ниту пак приватните компании било кој друг немаат количински набавки дури од последните месеци од 2021 година, што уште еднаш покажува дека нема никој кој може да ги координира македонската економија и стопанство и да ги држи стабилно. И за жал сето тоа ќе резултира со уште поголем раст на цените во догледно време и со повисока инфлација која што ќе ја платат граѓаните. Тука воглавно се однесува на нафтени деривати, енергенси и цени на храна. Така да, единствено што оваа влада работи само за личниот интерес на нивните функционери. Благодарам.